Македонија има највисока стапка на заболени од западно-нилска треска на милион жители во Европа. Вирусната инфекција која пренесуваат комарци и птици е пријавена во 12 европски држави. Први случај регистрираа и Австрија, Албанија, Германија. Според последниот неделен извештај на Европскиот центар за превенција и контрола на болести, до петокот, кога од земјава биле пријавени 37 инфицирани на 1 милион население, тоа се околу 20 случаи. Иако во Италија, Грција и Шпанија има многу повеќе заболени, споредено со големината на државите, Македонија има 1,3 пати повеќе случаи по жител од Грција, речиси 4 пати повеќе од Италија, 14 пати повеќе од Романија, а 23 пати повеќе од Шпанија. Во меѓувреме, бројот на заболени во земјава се искачи на 43 лица. Освен инфицирани, Македонија има и највисока стапка на смртност во Европа. Со досегашните 5 починати, тоа е 2,7 на милион жители, со процент на смртност 11,6. Од инфективната клиника велат дека сите починати имале и други претходни заболувања, а возраста била дополнителен ризик фактор за неповолен исход во лекувањето. Од опозицијската СДСМ и денеска ја обвинија власта за лошо справување со епидемијата на западно-нилска треска. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара повторно формирање национален оперативен штаб со јасна одговорност, национална ГИЕС карта на епидемијата и ризикот, интензивен надзор, тестирање на комарци за западно-нилски вирус. Доста беа импровизации. Се работи за здравието на луѓето. Се работи за нас, граѓаните. Властите во петокот изјавија дека биле мапирани 34 ризични точки во Скопскиот регион на кои ќе се врши теренско прскање против комарци за да се спречи ширење на заразната болест. Александар Динев, Сител телевизија.